Каква 2021 година на економски план ќе има Северна Македонија ќе зависи од справувањето со пандемијата со COVID-19, вели Владимир Глигоров, соработник на Виенскиот институт за меѓународни економски студии. Колку побрзо пандемијата се стави под контрола, тогаш и стопанството релативно брзо би можело да се врати таму каде што беше, но и да продолжи да се развива, вели тој. Тие стапки можат да бидат и 4, 5 и 6 на 100 во моментов кога земјата или стопанството почне да се опоравува и доколку се генерално стабилизира состојбата во Европската Унија, тога и би требало да дојде до релативно брзо опоравување. Глигоров е оптимист дека стопанскиот раст ќе биде позитивен годинава, сепак вели многу работи ќе зависат и од случувањата надвор од државата. Македонското стопанство не е затворено. Извозот играе доста значителна улога во тоа. Тоа е и добро и лошо, бидејќи оваа конкретна ситуација, бидејќи трговинската размена се намалува заради епидемијата. И професорот и поранешен министер за финансии Трајко Славевски смета дека многу нешто ќе зависат од главните трговски партнери, земјите од ЕУ и водечкиот наш конзумент на извоз од Германија. Се надевам дека оние сектори со кои што Република Македонија е поврзана, како што е автомобилската индустрија, текстилната индустрија и некои услужни сектори, сепак ќе имаат можност за одредено функционирање, односно одреден раст, но сето тоа зависи од тоа како се однесуваме внатре во земјата во борбата против COVID-19. Сепак, вели Славевски, најверојатно економијата и во 2021-та ќе биде под својата потенцијална стапка на раст од некаде 4%. Ова значи дека по загубените околу 5% од бруто домашниот производ, заради негативните 5% раст на бруто домашниот производ во минатата 2020 година, оваа година не ќе можеме да го достигнеме предкризното ниво, нивото на бруто домашниот производ од 2019 година. Министерот за финансии Фатмир Бесимин одамна изјави дека 21 ќе биде во знак на заштита на здравјето, економското заздравување и реформи на заврзан раст на среден и долг рок. Проектиран бил раст од 4,1%, додека бројот на вработени е проектиран да порасне за 1,9%. Подобрување на стандардот на граѓаните и на среден и долг рок, и која беше прикажана и во 5-годишната рамка на буџетот, да успееме растот од минатата деценија од 2 до 2,5%, да го издигнеме на одржлив раст од 4 до 5% на годишно ниво. 2021 година нема да биде лесна од аспект на економијата. Министерот Бесими вели дека во предвид го имаат и на предвидливиот карактер на кризата со COVID-19 и покрај позитивните случувања во насока на нејзино решавање. Од Дохрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.